19 април е светскиот ден на црниот дроб, односно да се подигне свеста кога е функцијата во прашање на црниот дроб и рано да се открие се она што не функционира во црниот дроб, односно рано да се превенира. Добро утро велам до примариус, доктор, субспецијалист по абдоминална хирургија Дане Неделковски. Добро утро. Фала. Драго ми е што дојдовте. И драго ми е што има ден за болестите, односно за функционирањето и нефункционирањето понекогаш на црниот дроб. Да има таков ден, да се обрнува внимание што повеќе и се обрнува сега што поголемо внимание на црниот дроб. Црниот дроб е најголем орган во мевот, во абдоменот, со тежина некаде околу 1800 килограми кај мажите, 1600 кај жените, варира. Варира. И сходно на тоа, спрема неговата големина се редат и бројни негови функции во абдоменот. Најважната, можеби, функција, една од најважните функции негови е метаболната функција. Има бројни ензими внатрешни кои што се делат на различни делови од функционирањето на целиот организам, така да се смета дека од тие биохемиски функции кои што се одвиваат во црниот дроб на ниво на клетка на црниот дроб, има околу 500 функции биохемиски, да. Сите тие се класирани во одредени гранки од медицината. Не можеме сите 500 да ги набровиме функции? Не може сите, затоа што добар дел има некои гинеколошки пореметувања на ниво на ензими, пореметувања генетски кои што се одразуваат и на функцијата и затоа они се класирани во една група, така наречена биохемиски процеси на црниот дроб. Црниот дроб е одговорен за лачењето на албумините, глобулините на крвта и затоа тоа е една од главните функции. Друга функција која што има црниот дроб покрај метаболната функција е детоксикационата функција. Што значи тоа? Тоа значи дека токсините сите што ги внесуваме со храната во органите за варење, од дигестивниот тракт, одат преку порталниот крвоток, поминуваат низ црниот дроб. И црниот дроб е првата бариера, првиот орган кој што доведува до детоксицирање на сите токсични материи кои што може понатаму да ги оштетат другите органи на организмот. Значи голема е функцијата на црниот дроб. Зависи и црниот дроб си има свој капацитет. Најчеста детоксикација, да кажеме, која во употреба е алкохолот, да не ги спомнуваме другите отровни супстанции, и храната. Значи, црниот дроб си има одреден капацитет, колкава количина на алкохол може да детоксицира, да кажеме, за саат време или за 24 часа. Затоа прекумерното земање на алкохол доведува до една од најчестите болести на црниот дроб, а тоа е цирозата на црниот дроб. Понатаму тука се дрогите кои што се употребуваат се почесто и помасовно, и токсините кои што ги внесуваме преку храната. Сведоци сме денес дека се повеќе се произведува храна која е биолошки модифицирана, за да може
за да може тие биолошки модифицирани растенија и производи кои што ги конзумираме ние да ги конзумираме во здрава храна, треба да се прскаат многу со пестициди. Пестицидите се по правило токсични супстанции кои што се детоксицираат во црниот дроб. Значи, првиот кој што е орган и најодговорен е црниот дроб кој што врши детоксикација на тие. Сега во најново време имаме модифицирани растенија, производство на јаболки, крушки, банани и други, кои што за да се зголеми производството. За да се зголеми производството, докажано е дека они се мутирани и старите пестициди не делуваат на новите болести што се јавуваат кај биолошки модифицираните продукти, па затоа се неопходно да се произведуваат нови пестициди. Новите пестициди е докажано дека се поштетни. Они се поштетни, потоксични, сходно на тоа колку повеќе ги конзумираме ние убавите јаболки, крушки, банани и други производи, крставици да кажеме, или така, се што е тоа, ние ги конзумираме и они треба да се детоксицираат во не секогаш кај секој човек црниот дроб може адекватно и е во добра функција да ги детоксицира. Благодарам за одвоеното време, до следно видување. Благодарам и јас и на посетата и на довербата и на одвоеното време.